Почитувани, во својата партиска програма Решение за Македонија, на страница 39, СДСМ јасно се определи за легализација на дивоградбите. Такво нешто не постои во изборната програма на ВМРО-ДПМН. Затоа, конечно да заклучиме. Идејата за легализација на дивоградбите е идеја на СДСМ. СДСМ ја поддржува легализацијата, но смета дека таа треба да се направи на начин поинаков од оној што го замислила владата. Владата треба да го прифати и реализира законот за легализација на дивоградбите што го предложи СДСМ, затоа што тој е многу подобар за граѓаните. Еве зошто. Ако ги погледнете трошоците за граѓаните, за лицата што примаат социјална парична помош, предлогот на владата предвидува тие лица да платат за документацијата. Според решението на Социјалдемократскиот сојуз, за тие граѓани легализацијата би била комплетно бесплатна. Кое е подобро решение за граѓаните? Она на СДСМ. Трошоците за граѓаните, за градби до 85 метри квадратни, за лица кои што не се приматели на социјална парична помош, владата предвидела тие да платат по 1 евро за метар квадратен, плюс да платат за документацијата. Според предлогот на СДСМ, и за тие лица легализацијата би била комплетно бесплатна. Кое е подоброто решение за граѓаните? Она на СДСМ. Во поглед на рокот за плаќање за оние кои што ќе треба да платат, владата дава можност да се плати до 12 месечни рати. СДСМ предлага да им се даде можност на граѓаните да платат до 50 месечни рати. Подобро е решението на СДСМ. Конечно, во поглед на вклученоста на стамбените згради, владата нив не ги вклучува, додека СДСМ предлага и тие да бидат вклучени. И тоа е решение подобро за граѓаните што го предлага СДСМ. Кога ќе се споредат решенијата на владата и решенијата на СДСМ, заклучокот е јасен и едноставен. Предлогот на СДСМ е многу подобар. За лицата што примаат социјална помош, бидејќи легализацијата им е комплет бесплатна, за лицата со градби до 85 метри квадратни, бидејќи легализацијата им е комплет бесплатна, за лицата што живеат во стамбени згради, бидејќи и нивните домови ќе можат да бидат легализирани, и за лицата што ќе треба да платат за легализацијата, бидејќи тоа ќе може да го направат дури на 50 месечни рати. Бидејќи предлогот на СДСМ е многу подобар за граѓаните, очекуваме владата да го прифати. Ако тоа не се случи, тогаш на сите ќе им биде јасно дека владата со нејзиниот закон има само една цел – да им овозможи багателна легализација на нејзините пулени со големи имоти.